би сакала да потенцирам зошто е важен одморот. Одморот е исклучително важен поради тоа што ни овозможува една благосостојба која што е на повеќе нивоа на нашето функционирање. Морам да нагласам дека одморот прави како еден рестарт на телото и оно кое што сите последни научни истражувања ни го кажуваат, дека одмор кој што трае дури 4 до 7 дена, ништо повеќе од тоа, дека прави на некој начин како 70% репарација на телото. И оние, да речам, аспекти кои што можеби и не сме свесни дека ни ги дава, ни ги нуди одморот, е реконектирање со нашето семејство, заради тоа што е првото време, да речем, во годината кога сме 100% посветени едни на други, и е многу значено во развојот и за нашата благосостојба, меѓутоа и за развојот на нашите деца. Одморот ни овозможува тие стрес хормони кои што активно ги се ослободуваат во текот на секојдневното функционирање, значено да опаѓаат и нудејќи доминација на парасимпатикусот, односно доминација на опуштање, паѓање на кортизолот кој што е стрес хормон и овозможување благото на нашето функционирање. Така што одморот не е луксус, одморот е потреба и има зашто го имаме во текот на годината. Така, ова е многу интересно и значајно прашање, заради тоа што луѓето имаат една идеја дека да се оди на одмор значи да се лежи целиот ден или, например, на друга состојба каде што се прекумерно активни во текот на одморот, прават се што е пропуштено во текот на годината и овие две крајности се всушност оние кои што не се одмор, кои што напротив се замор за организмот, заради тоа што дури еден, да речам, еден тип на одмор каде што вие постојано лежите, постојано седите, постојано јадете, вие не се раздвижувате, нема добра циркулација телото и апсолутно тоа не е добар одмор. Исто и упратното, ако прекумерно излегувате, ако прекумерно конзумирате, да речем, алкохол и слични супстанции, значи тоа апсолутно прави поголем замор на телото. Така што балансиран одмор, односно активен одмор, би значило одмор кој што ние во текот на денот имаме периоди кога лежиме, периоди кога ако е нели летен одмор па сме на море, потоа да имаме епизоди каде што или ќе се раздвижиме или ќе попешачиме или ако има нели планина да се качиме на планината, да бидеме, да речем, комбинирано да биде, да имаме епизоди кога лежиме, кога баш сме во добра благосостојба и периоди кога сме активни со пријателите, со семејството, нели зависно со кога сме на одмор.